Продолжуваме понатаму со утрински печат. Навистина е чест, привилегија и задоволство да ги имам гостите кои што денеска ги имаме во утрински печат. Жива легенда. Еден од најголемите, е премалку да кажеме, најголемиот во менаџерството на овие простори на Балканот. Велибор Џаровски Џаро и неговата ќерка Милица Џаровска ги имаме денеска во утрински печат. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро. Добро утро. Многу ни е мило. Ова ме потсеќа на Хауликова 4 у Загреб пред 40 на 30 години, која стално доаѓа кај дедич и Габи беше толку убава и млада како што се вие, ама сега вие сте многу поубава, она е сега Ви благодарам. двострука баба, трострука. Ви благодарам многу. Поводот е промоцијата која што завчера се случи, промоцијата на книгата Велибор Џаровски Џаро, Живот на коцка. Модератор беше Игор Џамбасов. Да. Морам да го цитирам. Он вели вака: времето ќе каже дали било живот на коцка, дали живот за коцка, дали живот со коцка. Но веројатно оваа книга ќе ни го објасни тоа. Милица, дали ќе ни го објасни тоа книгата? Да, Игор вчера и мене ме замисли. Не го гледав тоа така. Со издавачот издавачки центар 3 се договоривме да биде живот на коцка, иако јас има некои негативни коментари веќе по социјалните мрежи зошто се промовира коцката, но тоа не е така. Живот на коцка се однесува за целиот тој негов начин на живот, кој што беше секогаш бурен, неизвесен. Јас вчера реков и на промоцијата дека и денеска на 74 години и со нарушено здравје, колку што може се обидува да го живее. Значи не е само коцката, туку коцката е една метафора можеби. Така што јас би рекла живот на коцка, но ќе размислам. Игор секогаш ме тера на размислување, ми е инспирација и многу ми е мило да му се заблагодарам што вчера беше промотор за вчера. За вчера, да. Беше убаво, имаше многу бројна публика. Какви се импресиите? Колку е чувството кога ќе заврши промоцијата? Добро, заврши сега, имаме материјал за нова книга или малку ќе одморам? За книги. За книги. Јас би сакала малку да одморам. Снимам и документарец. Да, и за тоа сакав да зборуваме. Се монтира сега. Да, го споменавте тоа и на промоцијата, ќе биде документарецот, имаме материјал и за втора книга. Ајде вака, вас ќе ве прашам. Колку приказните во книгата се веродостојни? 99,99%. Јас можам да приметам дека меморијата го држи Немам проблем со меморија, имам проблем со колено и со нога, со гиф. Да, добро. Колку беше тешко да се пренесат пак веродостојно приказните? Многу беше тешко, многу е полесно да се слушнат на телевизија. Јас пишувајќи ги овие редови, мислев дека се сум знаела и дека се сум слушнала, но не било така. Имаше некои пријакризни кои што ме изненадија и морав да го препрашам дали вистина ова се случило. Тој ќе се навредеше. Како може да ме прашаш дали се случило? Ми изгледаат толку неверојатни, некои приказни. Не биле само пејачи, не биле само надпревари. Биле, не знам, некои шоа со делфини, биле некоја шоа со некои хипнотизери, некои споредни ликови, не знам, како техничарите, негови помошници, директори на домови на култура, ликови, не знам, има некои генерали, мајори од времето на Југославија, значи И преседници. Да, има и политичари во тоа време. И вчера реков дека немав можност да го проверам сето тоа, значи единствен извор ми беа зборовите кои што требаше да ги симнувам. Нели во денешно време јас сум ви колешка и многу ми е мило што соработувам со вас и благодарам на Слободен печат за целата поддршка околу книгата. Морам тоа да го кажам. Взаимно задоволството. Фала ви. Полесно е во денешно време да направиш интервју во печатена форма, нели му праќаш на соговорникот прашања, а ова е навистина она old school. Го симнуваш материјалот. Некогаш знае да бидат и конфузни приказните. Да почне на една страна да заврши на друга, да се испреплетат 2-3 приказни, па ја самата да одлучам каде ќе го фатам крајот, за да на крај се обидам да се консултирам и за да господинот Џаро ми одговори: ти сама знаеш како, не ме прашувај мене. Така што одлуката на крај беше моја и не му дадов авторизација. Да. За да се заврши побрзо и полесно работата, да. Така. Оно што мене ме интересира, тоа се неверојатни приказни. Дали, сигурно сум дека гледачите ќе ги интересираат некои анегдоти. Ајде на кратко да издвоиме. На кратко е вака ќе кажам. Некоја од омилените. Македонска охридска анегдота. Ја имам турнеја низ Македонија и низ Јужна Србија со Мишо Ковач. Од нашите македонски пејачи ја водам Верица Ристевска
и Цветанка Ласкова. Идеме ги вржам, нели, Неготино, Кавадарци, Ресен, Битола, Струмица, Штип, Радовиш, што ја знам, било кој, Гевгелија, Богданци, и доаѓаме да вржеме Струга и Охрид. Ама не беше тогаш патот готов, се одеше по стариот пат, и ја му викам, Миша возеше Масерати, и јас седев напред, Анита, жена му Батурина, позади. И викам, Ковач, пази, ово е азиски дел Охрида, реко, овде излази на улицама, излагаат деца, фрлаат топки, играат, си играат, пази како возиш. А Масерати е прво добра кола, друго, он сака брзо да вози. Да. Не поминаа 100-200 метра, вика, па имao си право. Гледа, една гужва, гледаме неверојатна гужва. Още што гледаме гужва, луѓе, деца, свашта него, гледаме и брза помош, гледаме и полициска кола, и ватрогасна кола, и трча еден човек према нас. Он ќе стане мој горен пријател, тамо практично ќе опознавам жената, на феријалниот дом управникот, Илчо Бојев, и трча, вика, што е? Джаро, вика, Мизо. Мизо е главниот човек, еден од главните луѓе у мојата кариера, и човекот кој беше второ оптужен во аферата Девизи, и човекот кој ги вршеше сите работи во Охрид, Струга и околината, се фрла под автобус, затоа што родителите на жена му, кој после ќе ја земе, не ја даваат за него. Кој е тој Мизо, обичен угостител, Да. човек со чудно име и човек со чудни карактеристики за Охрид. Народ се собрал, вирца, жени, а он да докаже дека ја сака, се фрла под автобус. Излага Анита, вика, па шта вам е људи, и мој муж е био тапетар, па постае Мишо Ковач. И он ќе може некада, каже, бити веома успешен човек и бизнисмен. И на вистина сега има еден од најубавите комплекси у Охрид. Тоа е комплексот Мизо. Интересна приказна, навистина една од многуте анегдоти. Милица, да се живее со човек како Джаро, да бидеш керка на еден ваков гениален ум пред се, значи да се организира и да се реализира сето тоа што он го направил во животот, мора да се има гениален ум. Колку животот со Джаро значеше, имаше предности, а колку беше казна? Јас мислам дека некаде дури во средно училиште дознав за тоа што сето тоа што го направил како мала. Ми беше многу убаво затоа што знаев дека ќе одам на сите летни турнеи по 3 месеци, бев по 3 месеци на море. Да. Од Устин до Умак и назад. Ти први ред седи и на сите им кажува сад иде ова песма, сад иде ова. Да, го знаев распоредот, го сакав Седми Мичевајта тогаш, Здравко не го сакав, не знам зошто како дете. Значи ми беше многу убаво тоа детство. Знаев дека има нешто што е различно од другите семејства. Знаев дека треба да премолчам за некои работи кои што не се кажуваат во јавноста. Тоа подоцне во работата ми помогна, нели? Да не се издава изворот никогаш. Знаев дека нешто различно се случува и дека не треба да поставам многу прашања. Затоа што ми беше убаво и среќно детството, затоа што секогаш гледав и моите соседи, ако дојде некој познат пеач, да ги викнам другарките кришом да го видат Здравко или Даниел Поповиќ, тогаш по најголемата експанзија со Џули. А подоцна кога Инаке Даниел има и дете во Скопје. Да. Подоцна кога дојдов во средна школа, кога почнаа да ми поставуваат прашања, да измислуваат разни приказни, дали оваа дискотека е на Джаро или овој кафич, сватив дека не можам да ги спречам сите тие приказни. И тогаш малку не ми дојде убаво, но подоцна сватив нека зборуваат луѓето, ние да си го живееме својот живот. Да, така. Така што не би рекла дека е казна, не. Да, сепак е благослов. Иако е неизвестно, еве, и самото доаѓање до овде, гужвата на паркинг, чекањето лифт, значи, се е пропратено со некоја нервоза мала, со коментари, но се навикнавме на таков живот. Ама сите го имаме тоа. Да? Сите ги имаме нервозите. Некој повеќе, некој помалку. Да, некој повеќе, некој помалку. Оно што сакам вас да ве прашам. Ајде. Дали имате предизвици некои во животот? Сте имале до сега, кои што не сте ги реализирале? Нешто што сте сакале да го направите, а не сте успеале да го направите? Имаше едно младо момче од Скопје, Филип се викаше, и знаев дека ќе биде голем пееш. А да кажеме, со Тоше, со Чоличко имаме концерт на стадион, после тоа
on mi vika mene, dovedi ga nekoga pred pevača da ne bude samo grupa. Pokojni Dragoljub svireše na bubnjeve za vreme ovo. To še je imaše ledena, sedefme u NCM posle toga. I otidosme na ruček u internetu i puno tvojih kolegi i koleški, mene i Ćolić, i Dije beše prisutna tuga menadžerka za Natoše, oprašuvaše da li pogolema karijera ima šanse Toše da napravi od vas. Ćolić vika ne. On vika zašto? Zato što nije imao ovakvog manijaka da mene pokaže da me vodi kao što zbog toga. I drugo, ja si umešao onda drsko i rekao ne je tačno, vikam, ke može vi kje oprojedeš. Oni me prašali zašto, sjećam najtemperamentna beše Vale Georgijevska, vaša takoreška, ne znam se. I ona vika zašto i ja vikam da vi objasnom. Da vi objasnom zašto. Zato što u 6. godini karijera ovo peje prvo na makedonski, Ćolić pojeće na togašnji ozvaničen jezik srpsko-hrvatski i peješe u ambasadori u Korni grupa pa napravi karijera. A ovo je počna u Kruševu sam. I rekao zašto, ne mimo mene, eto tako. Jedno drugo prašenje imaše, to beše praktično posle koncerta na Bregović, koji mi go svireše taka. Gratis. Direktno, bez pari, kakve pari. I oni vika, stire i Kariopi, stire i Miki Jeremović, taka. I novinarite vika, nije ne se nadelat me, deka ke dojdete. Pa ja vikam, prvo, ja ne sam bezobrazan da ga prodam čovjeku sa koga rabotam toliko godini, od 74. 5. godina, da ga prodam za ništa gluposti. Kako da ne dojde? Ja ritma, lupnal su stol, kako može da ne dojde? Mene me budi noće, vikam, nađi mi bubnjara, jer se utepa ne li ipe. Se samo ubiju, od skotel mjesta u Beograd se osvrde. I ja odmah garo. I garo na prva turneja sa Bijelo dugme, u Bugarija na turneja i u Polska. I kako da ne dodam. Drugo, mi se javlja noći u 2 sata Raka Marić, moj gorem prijatelj, kolega i što mene ortak su Kire Kristijan u kazinotu kojega drži Olimpijsko selo i vika veliki problem je Gabre je šatrovački brega, je nervozan, nemamo saksofonistu. Nađi. Kako da nađi? Pa nađi. I ja odmah telefonot, vrti jedan, vrti drug, vrti tret, da li Džambo, da li pokojni Feruz Mustafov, međutim mi tekna na Kariopi. I ja vikam Kariopi, imaš li neko saksofonista koji je dobar, ako ne, najdobar u Makedonija. Najdobriji od tijela dobiješ, ti si zaslužio uvijeka. Jer svi te promociji, Kariopi praktično privatno, prvog i preslušnjava me kaj nas doma svi te materijali, pa posle toga odeše u javnost. I mi odade vika Stojan Dimov. Evo, 13. godina se vidio od me lani na Pivofest. 13 godina vika me turi u ropstvo, ama dođem do Parić, nego den sviram. S ovoj manijak ne možeš da ne sviriš, ne možeš da ne rabodiš. Po 150 do 200 godina. Kako da ne dojdem u Zadov i vikam i Garo i Stojan Dimov. To je kao Ronaldo i Messi da otidat od Barcelona i od Real. I dojde čovjekot. Posle toga emisija jedna, intervju trebaše da pravime ja imam emisiju jedna televizija, Džaro Placi vikaše, gostin, vikam najgore mu ime to ako vide. I Brega mi vika, Džaro, ja imam vika preko sutra, za 3 dana premijeru u Solunu, Carmen, kako se vikaše bilice to? Operator je ovo. Carmen su srikan kraj. Sada tako, u Solun. I najbolje kaže, čuo sam da ti ideš u Dojran u kazino stalno. I najbolje kaže, iz Soluna, iz Dojrana da dođeš u Solun, pa ćemo u Solun da i tako napravimo. Ti da me, ama, moja ta slabost, mi vika, ti da mi ja da napravim intervju sa nego. I ti da me Elektra Palas, u centar na Solun. Ja ušte pogorem od Drsko, od torba zavadam, peristerka u hotel, gdje sam ovdeka. Jer im obećam na strane i cele. Vся konova rot ne služi. I šeta meni ovako,
Ali ja vikam, imam jedan uslov, Brega. Koji uslov? Ništa nisi kupio unucima, vikam, bliznaci se rodija Lara i Luka, pa nisam kupio. Ja, vika, ti znaš da ja keš ne nosim. Imaš kartice. I se ostanuvame, ja i Violeta, žena mi i Milica, pijuckame tamo u hotel, ovo se zove ulica Zimiski, vikam, tu ima dobri stvari, koliko imaju godina i ja im kažem, ama što ako, vikam, ima tko izgledat mnogo pokrupni za tije godine. I on dođe posle pola sat, nosi poklonicu, kupil za Lara i za Luka. Međutim, ispađa deka kupil pomali broje, odnosno krupne. Pa posle tog štedačka hotela, da šeta i kupi to, važno intervju, to veše strašen, iskoči, konobarite se udara u glava, što je ova sve peristerka da snimame. Na premijera za Leo Tilović se radio me zadojran, ali beše prekrasno. Važno, ona imaše ekskluzivni. I tuka malku me prodale, ama pošto se nije novinari takvi, znate zašto? Zašto? Znate koji beše naslov na intervju to? Koji? Зарем го памтите и наслов? Kako ne go pamtam? Go citiraše Bregović, Kradev od makedonski pesmi. Крадев и од македонската музика. Kradev, gdje me go vika, neka Kradev i od makedonskата muzika. Тоа се тие наслови кои што продаваат. Da. Да, Ништо не измислив. да, верувам, верувам. Ама to on go reče to, zašto ne krije to? Така е. Точно. Така е. Милица, кажи ми она што е следно предизвик пак за тебе. Дали одиме на втора книга? Одаме на документарец овој час се. Да, нека се заврши прво значи документарецот. документарецот. Треба добро. ние убаво да седнеме и да се договориме. Јас мислам дека материјал има. А кога се привршуваше оваа, Џаро додаваш уште. Не ја кажав ни оваа приказна, Аха, реков остави. уште Не ја кажав ни оваа, остави. Секогаш му текнуваа нови и му реков дека е тука крајот. Имавме и некој дедлайн или од издавачот за да се заврши побрзо. Материјал има, ако се договориме, јас со задоволство ќе седнам и ќе се помачам, ќе го изодам уште еднаш овој пат истиот. Ќе биде забавно. Да, па добро, апсолутно верувам дека е забавен процес. Колку долго ја пишувавте Не книга? беше некаде, не знам, 7-8 месеци. Првично е напишана пред 6 години на српски јазик. За жал не се најде се уште на тамошниот пазар и јас сум виновна што се досега не се преведе. Но Џаро си ја испечати српската верзија и тогаш сватив дека веќе морам, луѓето ме прашуваа каде се продава и дека веќе морам и благодарам на Весна Бејби што ме спои со издавачки центар 3, многу лесно се договоривме и еве. Не ми се ни верува. А иначе книгата за српско-хрватско подручје ја прави Бане Обрадовиќ, мој голем пријател, менаџерот на Желко Јоксимовиќ. Да. И директор на Мелос. Да. Естрада, преку која Желко Јоксимовиќ и споменик му направија на Тома Завковиќ у Лесковац. Така. Кажете ми, ова е прашање за двајцата. Дали мислите дека во денешно време, кога ќе направиме една паралела со она порано како се живеело и сега, дали мислите дека имаме доволно големи звезди како што беа на времето и Здравко Чолич и Бреговиќ и сите тие? И ако не, тогаш зошто? Дали можеби во менаџирањето е проблем? Кај нас во Македонија? Па не е возможно да имаме затоа што беше поголем пазар, само од тие причини. Не дека ние имаме фантастични квалитетни пејачи. Особено сум слаба овде на женските пејачки, нема да ги набројувам, ги знаеме, секогаш велам дека треба некој концерт дивас, македонски дивас да се организира. Инаку само мислам дека само пазарот е проблем, малиот пазар. И Добро, зошто не излегуваат надвор? Зошто не ги менаџираат и надвор? Се плашат за тоа. Може би новото, не знам дали се плашат, или новото време, не е системот на промоција и на популаризација како порано. Да. Сега е се на YouTube, се е на социјалните мрежи. Порано било задоволство да се помачиш, да излезеш од границите на Македонија или тогаш немало граници. Да свртиш 2-3 телефона и тоа секогаш го велам, овие концерти за кои што се пишува во книгата се организирани на фиксен телефон, со лепење плакати, без инфраструктура, без мобили, без пејџери. Да. со двојни, Директно.
со телеграма, значи двојник, Со не знам дали телеграма владите или- знаат. А успешно реализирани? Успешно реализирани. Неверојатно. Но, веројатно луѓето сега се научени на некој побрз живот, побрзо добивање на нештата, не знам. Па не дека немаме звезди што ги не ги знаат Апсолутно. надвор. Како не? Апсолутно, Еве, па еве, затоа ја го ќе ти гледам. кажам еден- Каролина, да не бројам понатаму. Еве, Тамара. ја гледам сега у оваа дива политичка ситуација и диви времења се составуваат некакви комисии, некакви споменици, некакви удруженија. Ја викам дај да се обидеме на еден културен цивилизирски начин да го направиме тоа. И нашиот најдобар репер Слаткар направи со првиот бугарски фреско спот, учествував ја у тој спот, го снимавме на поише у Хрон таму кај нас. 12,5 милиона има гледачи на Не е случај. Замислите да немаше пандемија, корона и ова, Да. колку на турнеа би биле луѓе во Македонија и во Бугарија и колку би бил друг односот Да. меѓу македонците и бугарците. Ама ете оставиле трага музичари, Апсолутно. Владко Стефановски, браќата Тавитијан и Да. Гара, мои пријатели. Да, Гаро, Сето се да. имиња. да, да. Тавитијан направи еден проект за целиот Балкан, кој што еве вчера се потсетија баш на социјалните мрежи. Нешто фантастично. Да, да. Значи, не знаат. Апсолутно. Ја му викам на Не е убаво Имаме кога се звезди. жалат, не сакаат надвор, не е точно, не сакаат. Не е тачно, Не са- ја и јас например, мислам Не така. сакаат. у ерата Да, на најголемата популарност на Драгоевиќ, Малинко Лија, Скалинада, Галеб, Магдалена, Надалина, што ја знам опрости ми папе, ги водев, бе пејачи пеа Драган Мјалковски и Маја Оджаклиева на морска турнеја. И Оливер ми вика, а Жаро, кој познае ту? Твое е да певаш, моje е да радим, вика. И имаше овации. Маја наистина имаше доста понуди и за песни и од Тончи Худич од сите, али и Драган кој ќе пееше Иди, душа моја, пеа, тоа овации не видна. А за тие морски турнеи морам да ти кажам уште една анекдота, кои беа условите луѓето да работат со мене. Техничари значат тие да лепат плакати, да кинат карти, да се бринат за пеачите, да не ги малтретираат, да гледаат колку е добро изрекламирано. И има само два услова. Слабо да збора српско-хрватски и малку да пливаат. Затоа што Зошто? прво, ако знаат малку српско-хрватски, нема се удвараат многу на жени, jer ќе ги смаѓаат сами смешни, а ако се бањаат многу, ќе се бањаат и нема да работат. Така. Ја еден ден имам концерт у Црквеница и викам, еве ви плакати, прелепите ги сите плакати, после тоа имаме Пула, викам идите у Пула и прелепите ги сите плакати на Тереза. Мора е секој ден друг пеец, секој ден друг град. Да. Они се враќаат, скоро 80% незалепени плакати. Ја им викам, што е работата? Па вика, само една плаката имала Тереза, они буквално сватиле прелепиле тоа се. Исто така ги оставам у Соларис, еднаш у Шибеник. Ја идам у Задар, имам концерт, да видам што да говорам. Вие јадите се, ала карт нема соба, нема проблем, на мој рачун на соба ставите. И на шефот му викам, тоа е голем комплекс морски, Јуре, Нико и Иво се викаат хотелите, 3 големи хотела, а објектот Соларис. Ја ке се вратам, викам, после ручек идам и до Приморца малку. И се враќам, гледам гужва. Шефовите на сала, конобарите. Джаровски, кои се ови људи? Зашто? Па каже, ми питамо šta ćete jesti momci, oni renta-кар уместо ала карта рента-кар. Такви беа, доаѓаја кај нас дома. Да. Ми беа чудни како дете многу. Ги наоѓаше некаде локално, не знам. Ја Од викам, Петрово, тука на селбата наша. ја на истата турнеја викам, пазите, сум Мики Евремовиќ бев и со 16 манекенки, водители Минимакс Сузана Манчич, најпознатите Тица Газибара, Јасна Миха Инес, Перовиќ, Хаеровиќ и други, Нада Милевски, македонка, една страшна студентка злудна. Викам, излепите го, Биоград е центар, викам, не викам центар Јадрана, него центар, и треба што више плакати и што више луѓе имаат прекрасна летна позорница. После 2 дена се јавјаат родителите на Мики Евремовиќ покојни
И каза, сине, где е та летна позорница? У Београду. Они уместо Биоград, во си го излепиле Београд со летна позорница, ми ќе вода ревија голема. Тогаш водеа Сузана Манчич и Миле Маркс. Так. Тоа се тие приказни. Јас ќе ви се заблагодарам многу за вашето учество во Утрински печат. Ми беше навистина задоволство и интересно да зборувам со вас. Вас ќе ви посакам многу здравје. Да А раскажете. ја само да ви кажам дека ќе имаме македонска турнеја на промоции. Браво. Цела македонска Одлично. турнеја. Да. Да, планираме да одиме во повеќе Супер. градови. Не Во ги повеќе знаеме градови. датите се уште, но тоа е еве летниот период е совршен за тоа. Така е. Да. Многу здравје. Да вас служи здравјето и да можете да отидете на сите промоции, да раскажете уште многу приказни, да ги пренесе вашата ќерка Ќе Милица. да кажеме, Да. сега овој час Да. и ја и вие и сите у студиото колеги и Милица, ова роѓенден му беше на Чорич, вчера, 30 мај 51 лет, значи 4 генерации Так. го сакаат и баби, и мајки, и Несомнено. ќерки, и внуци. Несомнено. И ми е жал што на еден од малките роѓендени не бе присутен заради своите обрски. Да. Само здравје сега да ме служи. Так, само здравје. Професор Бранимир Нецоровиќ ми рече вака. Медицина е храна, а храна е медицина. Така. И 3 беле ствари вика. Со, шеќер и брашно у мањим количинама, али обавезно кретање. Да. Сите ве позовам да бидете увек слободни, како што сте слободни. Ве обожавам вас, многу сте згодни. Благодарам. Сите сме такви, цела редакција. Да. Не, цела Македонија. Фала ти многу, Ана, многу ни беше убаво. Исто. Ви И благодарам. удобно. Нели? Да. Ви благодарам и вам. О, на Ана. вниманието. Калем бере после најголем женкари у државата беа Чорич и Бреговиќ, па после тоа Калембер, али најзгоден, највише женски доаѓа Така, и не, кај Ја нив и испеа кај песната уште за еден Ана. лепотан мој Точка. пријател, кој има прекрасна жена и згодна жена, Иван Босич. супер. Мене ми остана песната за секогаш моја, о Ана. Ви благодарам уште еднаш. Вас ви препорачувам како и секогаш да останете со Утрински печат.